Днеска дојдовме до 19-тото поглавје од Евангелието според Јован. Значи, полека се ближиме кон крајот, денеска ќе започнеме со 19-та глава. И најнапред да го прочитаме нашиот текст за денес. Јован 19 глава од 1 до 16 стих. Тоа ќе ни биде денешниот текст. Тогаш Пилат го зеде Исуса и го бичуваше, а војниците исплетоа венец од трање, му го ставија на главата и го наметнаја со пурпурна облека. И се приближија до него и велеа: "Здраво, јудејски цар!" И му дираа плесници. Потоа Пилат излезе пак и им рече: "Еве, го изведувам пред вас, за да знаете дека не наоѓам никаква вина во него." А Исус излезе надвор, носејќи трнов венец и облека. И Пилат им рече: "Еве го човекот." Но кога првосвештениците и нивните службеници го видоа, извикаа велејќи: "Распни, распни." Пилат им рече: "Земете го вие и распнете го, зашто јас не наоѓам вина во него." Јудејците му одговорија: "Ние имаме закон и според законот тој треба да умре, зашто сам се направи Божји син." А кога Пилат го чу тој збор, уште повеќе се уплаши. И пак влезе во преторијата и му рече на Исуса: "Од каде си ти?" Но Исус не му одговори. Затоа Пилат му рече: "Мене ли не ми зборуваш? Не знаеш ли дека имам власт да те распнам и дека имам власт да те ослободам?" Исус одговори: "Ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти беше дадено од озгора. Затоа поголем греф има оној кој ме предаде на тебе." Од тогаш Пилат настојуваше да го ослободи. Но јудејците викаа велејки: "Ако го ослободиш овој, не си му пријател на Кесарот. Секој кој се прави цар, противник му е на Кесарот." Штом Пилат ги чу тие зборови, го изведе Исуса надвор и седна на судскиот стол на местото што се вика Плочник, а на еврејски Гавата. А беше ден на подготовка за Пасха, околу 6-тиот час, и им рече на јудејците: "Еве го вашиот цар." Но тие викаа: "Земи, земи, распни го." Пилат им рече: "Да го распнам ли вашиот цар?" Првосвештениците одговорија: "Ние немаме цар освен Кесарот." Тогаш им го предаде за да биде распнат, тогаш го зедоа Исуса. И овој текст не тера да го видиме контекстот што предходеше на ова, за она што предходно зборувавме овие изминати месеци. Значи, прво да видиме кога ова се случува. Значи, ова е последната недела од Исусовиот живот, во тој контекст. Исус влегува во Ерусалим, е прославен како херој, Осана, Осана на висините извикува цел народ, и сега наеднаш распни го, распни го. И во тој дел измеѓу, во тие неколку дена, најголем осврт дадовме на она што се случуваше во горната соба, значи од 13-та глава па се досега. И точно од 13-та глава Исус се повлекува од таа јавна служба и му проповеда само на своите 12 ученици. Покасно 11, бидејќи Јуда замина во темнината. И тука што видовме? Видовме дека Исус ги возлюби до крај учениците, ги охрабруваше, тоест ги подготвуваше за она што следува, за животот без него и за нивната служба понатаму. И сето тоа го заврши во 17-та глава со молитва. Во 18-та глава зборувавме за приведувањето на Исус и за неговото апсење, каде Исус е покажа својата божественост. Со она, кога излезе пред 1000 луѓе и рече: "Јас сум", на прашањето кога го барате. Значи, пред околу 1000 луѓе. И сите тие паднаа на земја. И потоа Исус го апси. Тоест, како што кажавме, Исус сам се предаде, не го апсија тие, за да оди планот понатаму. И потоа следуваше испитување кај првосвештениците, кај Јана, кај Кајафа, па Синедрионот, и се донесе одлука Исус да биде убиен.
Значи беше осуден на смрт од Синедрионот. И така еврејските власти го предадоа Исус на римските власти, поточно на управителот Пилат. А Пилат најпрво што праша беше какво обвинение поднесувате против човек. И тие кога ги изнесе оние нивни обвиненија, што Пилат не го интересираа, го праша Исус: ти ли си јудејскиот цар? Бидејќи тоа беше она обвинение кое беше изнесено за кое Пилат се заинтересира. Ти си јудејскиот, дали ти си јудејскиот цар? И кога Исус рече дека се родил да сведочи за вистината, Пилат праша што е вистина. За на крај да рече: јас не наоѓам никаква вина во него. И Пилат беше сигурен во тоа и се обиде да го ослободи Исус на повеќе начини. И точно денеска ќе ги разгледуваме тие начини, но започнавме минатиот пат и најпрво се обиде со Варава. Бидејќи си рече сигурно ќе го одберат Исус, бидејќи Варава е најголем разбойник, криминалец, убиец, но Пилат тука многу се излажа. Ова го видовме минатиот пат, но пак ќе прочитаме 18 глава од 38 до 40 стих. Пилат му рече: што е вистина? Штом го рече тоа, излезе пак при јудејците и им рече: јас не наоѓам никаква вина во него. Гледате, Пилат постојано го кажува тоа: јас не наоѓам вина во него. А при вас се обичај да ви пуштам по еден од паската. И така сакате ли да опуштам јудејскиот цар? Тогаш повторно извика велејки: не овој, туку Варава. А Варава беше разбойник. Значи гледате што сакаше Пилат овде. Знај, Варава е разбойник, Исус си вели сега вече речат пушти го Исуса, меѓутоа се излажи и денес ќе видиме уште 3 други обиди. Ова беше првиот обид од Пилат. Уште 3 други обиди да го ослободи Исус. Значи после неуспехот со Варава, Пилат оди на втор обид и тоа е со бич, со бичување или камшикување, како сакат. И тоа е од првиот до 5 стих. Тоаш Пилат го зеде Исуса и го бичуваше, а војниците исплетоа венец од трање, му го ставија на главата и го наметнаа со пурпурна облека. И се приближија до него и велеа: здраво, јудејски цару, и му дираа плесници. Потоа Пилат излезе пак и им рече: еве, го изведувам пред вас, за да знаете дека не наоѓам никаква вина во него. А Исус излезе надвор, носејќи трнов венец и облека, и Пилат им рече: еве го човекот. Значи, каква е ова гледка сега? Какво сценарио овде ќе има? Пилат се надева дека точно ова сценарио ќе успее. А зошто? Сега ќе видиме зошто. Значи, казната со бичување во Израел била ограничена на 40 удари. Тоа било за евреите од евреите, нивна казна. Меѓутоа, римјаните немале ограничување. Бичување бесконечно, дури се може удирале. Од многу историски извештаи, ако се погледне, се дознава дека голем број, оние кои биле осудени со бичување, тоа со камшикување, не го издржувале тоа и умирале. Тој бич, ако имаме представа каков бил, тој бил еден кожен со некои метални завршетоци како куки кои кога ќе удирале војниците, месо се откинувало. И тоа било толку страшно и секогаш имало двајца или тројца војници кои неизменично и силно удирале. Тоа било многу сурово и затоа доста луѓе не го издржувале тоа од оние кои биле осудени. И ова е баш сериозно, сериозна гледка. Сериозно како страдаше нашиот Господ Исус Христос. И затоа и христијанството е сериозно, и христијанството не е само забава или дружење од забава. Христијанството е носење на крстот. Она што Исус го понесе, дај и ние да го понесеме. Кога тогаш? Но затоа ние имаме Спасител, затоа имаме некој кој е со нас во нашите страдања и кој е постојано над нас. Овдека, ако видиме, Исус беше целиот обезличен, крвав. И сега таква гледка, таква страшна гледка, грозна гледка, им Пилат им вели: еве ви го човек.
Со ова што сака да каже? Ова е доволна казна за овој човек. За овој што тврди, што сонува за некое небесно царство, за некаква вистина. Доволно е, вели ова. Доволно, еве го човекот. Гледајте каков е. Но, што се случува? И овдека. Но кога првосвештениците, нивните службеници го видоа, извикаа велејки: распни, распни. И Пилат им вели: земете го вие и распнете го, зашто јас не наоѓам вина во него. Пак исто. Дали има крај на човечката суровост и агресија? Значи овде гледаме колку е суров човекот, нема врска за што се работи. Само да се дојде до она за што имаме интерес, за што човекот има интерес, само да дојде е толку суров и толку агресивен. Распни го, распни го. Пророкот Исаија пред 700 години предходно, пред ова да се случи со Исус, го видел ова и го запишал. Еве ќе прочитаме Исаија 52 глава. Четрнаесеттиот стих. Како што мнозина испаднаа во ужас, кога го видоа колку му беше лицето нечовечки обезличено, па со својот лик веќе не личеше на човек. Таков беше Исус. И потоа Исаија 53 глава од 1 до 5 стих. Гледајте што пишува. Кој да му поверува на она што ни е објавено? Кому му се откри Господовата рака? Израсте пред него како нежно стебло, како корен од сува земја. Немаше на него ни убавина, ни блесок, за да бисме се загледале во него. Ни милозливост, за да би ни се допаднал. Беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го отстранува лицето. Беше презрен и за ништо го сметав. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. И точно на ова карта играше Пилат. Обезличен, луѓето го отстрануваат погледот од него, како што вели пророкот Исаија. Дури на луѓето му беше мачно, грозно да го гледаат и се вртат. Го вртат лицето. И таа гледка е страшна гледка. И Пилат си вели, ке речат, доста е, доволно. Ова камшикување беше доволно. Да престанеме. Ама не помина и тоа. Суровоста е голема, агресијата е голема, како што реков. Особено кога национализмот се меша со религијата, интересите си го прават своето и велат распни го, вика. Значи со варава не се успеа, со обичување не се успеа, но Пилат не се откажува. Пилат го знае римското право. Не треба да биде убиен некој што е невин. И гледа што се случува, дека Исус е предаден од завист и оди на следен обид. А тоа е префрлање на извршувањето на смртната казна. Пилат сваќа дека нема да се откажат од тоа и сега се обидува она што можеме да го прочитаме во другите евангелија, ги мие рацете, тоест со тоа да им ја префрли топката едноставно нив на еврејските водачи, на првосвештениците, и тие да го убијат. И тоа го читавме од 6 до 8 стих. Хајде да го прочитаме уште еднаш. Но кога првосвештениците, нивните службеници го видоа, извикаа велејки: распни го, распни, распни. Пилат им рече: земете го вие и распнете го, зашто јас не наоѓам вина во него. Јудејците му одговорија: ние имаме закон и според законот тој треба да умре, зашто сам се направи Божи син. А кога Пилат го чу тој збор, уште повеќе
се уплаши. Во историските записи на евреите во Талмудот, па и Јосип Флавије кажуваат дека римјаните во 30-тата година донесле закон со кој им се забранува на евреите да вршат смртна пресуда. Значи, до тогаш евреите ги извршувале со каменувања, со бесења, но во 30-тата година им се забранува. Тоа е ова време. Значи, ова се случува некоја година после тоа. И сега Пилат го знае тоа, ама овдека со ова што ја префрла казната на првосвештениците, ја укинува таа забрана и вели, еве вие, убијте го. Тоа е ваша работа. Значи, мене не ме интересира вашите духовни работи, вашите теолошки работи. Но, тие што му велат? Тие велат дека имаат свој закон, и точно е, според тој закон. Ама, сепак, велат ти распни го. Ако видиме во... А Пилат се плаши. Исплашен е Пилат. И ако видиме во Матеј, тој прво се плаши од неговата жена. Матеј 27:19, каде што вели кога Пилат го судеше, и дојде порака од неговата жена, немој ништо да му правиш на овој праведник, бидејќи јас пострадав многу насон. И сега зошто од сон па се плаши од пораката на неговата жена, што видела насон? Римјаните многу верувале во тие сонови, во тие мистични работи. А Пилат е римјанин. И затоа Пилат е исплашен. А и самиот гледа дека Исус не е виновен. Самиот вели, не наоѓам вина во него. И Пилат се плаши. И уште кога го слуша ова Божји син, уште повеќе. Но Пилат се плашеше и од еврејските водачи, од друга страна. Тие водеа една лицемерна, дволична дипломатска политика. Тие задгрб работеа со Рим, водеа дипломатија и затоа му велат, ако го ослободиш овој, не си му пријател на Кесарот. Значи на Цезарот не си му пријател ако го ослободиш Исус. Бидејќи секој што се прави цар, што се нарекува цар, му е непријател на Кесарот. И сега ти ако го ослободиш овој, не си му непријател. И Пилат тука паѓа точно на тоа, бидејќи со ова е загрозен неговиот интегритет како прокуратор, како управител со Јудеја, и се плаши да не изгуби позицијата, да изгуби богатство, па може би и ќе биде убиен. И тука паѓа Пилат точно на тоа. И така го гледаме тоа лицемерие на првосвештениците. Тие се прават свети, а работат задгрб. Бидејќи Пилат добро се сеќава, кога дошол во Јудеја, тој на дворецот наместил штитови со ликот на Кесарот, на Цезар. Но, бидејќи тоа било идолопоклонство за евреите, тие одма праќаат протестна нота до Рим и доаѓа наредба да се симна тие штитови. И тука Пилат се плаши од тој момент и ги вади штитовите. Значи, израелската дипломатија била моќна во тоа време. И Пилат се плаши од нив, значи се плаши од еврејските власти, од првосвештениците. Но стравот се зголемува од оваа информација во 7-миот стих што ја читавме. Јудејците му одговорија, ние имаме закон и според законот тој треба да умре, зашто сам се направи Божи син. И во 8-миот стих вели, а кога Пилат го чу тој збор, уште повеќе се уплаши. Значи Пилат е притиснат, се плаши од сите. Стиснат и сега уште ова му фалеше Божи син да го слушни тој збор. Реков, тој е римјан. Но во римската митологија, слегувањето на боговите на земјата било како нормална работа. Така тие го свајчале тоа.
И во самото Свето писмо имаме таква една информација. Еве ќе ја прочитаме во Дела 14 глава. Од 8 стих па натаму, од 8 до 15 ќе читаме. Во Листра седеше некој човек немојкен во нозете, хром од мајчината утроба, кој никогаш не одел. Тој го слушаше Павла како зборуваше, а кога Павле го погледна, виде дека има вера за исцелување и му рече со силен глас: "Исправи се на своите нозе." И тој скокна и прооде. А множеството народ, кога виде што направи Павле, го подигна својот глас велејки на ликонски: "Боговите станаа како луѓе и слегоа при нас." И го нарекоа Варнава Зевс, а Павле Хермес, зашто тој беше началник на словото. А свештеникот на Зевсовото светилиште, што се наоѓаше пред градот, доведе јунци и донесе венци пред вратата и сакаше заедно со народот да принесе жртва. Но кога го чуја тоа апостолите, Варнава и Павле, ги раскинаа своите облеки, се втурнаа меѓу народот и извикаа, велејки: "Мажи, зошто го правите тоа? И ние сме луѓе како вас." Гледаме што мислеле во тоа време римјаните, дека ако се случи некое чудо, дека можно е боговите да слезат од небото и прават чуда во човечки тела. И сега Пилат се плаши. Значи не знае кој е Исус. Тој посекако знае дека Исус е роден во Витлеем од Галилеја. Ама пак не знае, јаве го прашањето: од каде си ти или кој си ти? Ние обично кога некого сакаме за некој да дознаеме, да се запознаеме, ќе прашаме кој си или од кај си, ама под тоа се подразбира дека човекот ќе ни каже што работи, од кај, како се вика, не само име и презиме. Значи затоа од каде си ти или кој си ти. И ако го и преучиме сите 4 евангелија, пред него, т.е. пред Пилат, е едно прашање од самиот почеток, кога е со Исус до крај. Што да направам со Исуса наречен Христос? Што да направам со Исуса наречен Христос? Тоа прашање е и за мене, и за тебе. Цел живот тоа прашање е пред нас, пред секој човек, од првото вдишување до последното издивнување. Што да направам со Исуса наречен Христос? Тоа прашање е прашање на сите прашања. И тоа е пред нас. Ова е сериозно прашање. Ако Исус толку страдал, трпел, колку ние ќе трпиме? Понеси го својот крст и следиме. Треба да бидеме спремни на тоа и да се запрашаме што да направам со Исуса наречен Христос. Дали да го прифатиме и да бидеме подготвени на ова, но колку повеќе ќе страдаат оние што ќе го отфрлат. Прифаќам, отфрлам. И тоа вечно тие што го отфрлат ќе страдаат. Во вечни маки. Некој ќе рече тоа не е фер, но фер е и праведно. И за едните, и за други. Затоа што Исус е свет, Исус е вечен, Исус е Бог. А страдаше, предаден на безбожниците, од безбожниците, за нас праведните. И текстот оди понатаму, вели, и пак влезе во проторијата и му рече на Исуса: "Од каде си ти?" Еве го тоа прашање. Но Исус им одговори. Но Исус не му одговори. Затоа Пилат му рече: "Мене ли не ми зборуваш? Не знаеш ли дека имам власт да те распнам и дека имам власт да те ослободам?" Исус одговори: "Ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти беше дадено од озгора, затоа поголем грев има оној кој ме предаде на тебе."
Исус не одговара. Пилат сака да ја покаже својата сила, можам да те распнам, можам да те ослободам. Но Исус, гледате, и покрај тоа, некако милостиво ова ми звучи. Немаше ти да имаш никаква власт ако ние не ти ја даев од озгор. Пак ја покажува својата божественост. Јас сум. И Пилат се плаши, нормално. Пилат се плашеше од жената, од незината духовност, од еврејските водачи, од римскиот цар, ама најмногу сега се плаши од Исус. Од каде си? Кој си? Пилат е суров човек. Тој е воин. А Исус бил мил, со милостив поглед, полн со љубов. Иако бил крвав, обезличен, ама сепак невин, нежен. И тоа го плаши Пилат. И тоа не му дава мир. Малтретиран, крвав, сурово бичуван, ама смирен, со смирен одговор. И милозлив поглед. И Пилат се обидува да го ослободи и понатаму, не се откажува и оди со четврт начин, тоа е со уверување, со убедување сега оди. И тоа го гледаме од 12 до 15 стих, вели: оттогаш Пилат настојуваше да го ослободи, но јудејците викаа велејки: ако го ослободиш овој, не си му пријател на Кесарот. Секој кој се прави цар, противник му е на Кесарот. Штом Пилат ги чу тие зборови, го изведе Исуса надвор и седна на судскиот стол, на местото што го викаа плочник, а на еврејски гавата. А беше ден на подготовка на Пасха. Околу 6 час им рече на јудејците: еве го вашиот цар. Гледате, еве го вашиот цар, него да го распнам. Но тие вика: земи, распни го. Пилат им рече: да го распнам ли вашиот цар? Повторно ги убедува: ама ваш цар е овој. Првосвештениците одговорија: ние немаме цар освен Кесарот. Значи до крај се обидува. Од 12 стих што видовме? Оттоаш Пилат вели настојуваше да го ослободи, но јудејците викаа велејки. И читавме што викаа. Значи, од тогаш вели Пилат се обидуваш да го ослободи. Тука имало многу обиди, но ние разгледуваме само овие 4, тие ни се запишани во овој текст. Значи, Пилат на секој начин сакаше да го ослободи, бидејќи се плашеше и од Исус. И за на крај, пред да го предаде на распнување, значи се обидува со тоа убедување. Значи, ваша работа е, зар вашиот цар, смилувајте се, гледајте каков е обезличен, вашиот цар да го распнам, па ваше тој. Значи, очајнички се обидува. Ама тие што велат? Распни го. Распни го. И сега видете што се случува, зошто го имаме тоа префрлање на топката. Значи, евреите го донесоа пред Пилата, тој да го распни, Пилат го враќа кај нив, тие пак кај него. Еврејските водачи и тие се плашат. Тие се плашат од народот, бидејќи Исус имаше привлечено доста следбеници, доста народ го следеше него. Многу народ одеше по него. А Пилат па се плаши од жената, се плаши од незината порака, тоест, се плаши од царот, се плаши од Синедрионот и се обидува сега да го префрли убивањето на Исус, распнувањето на евреите. Да го префрли тоа на оние што имаја закон, бидејќи евреите имаја закон, врз чија основа може да го убијат. Ако видиме Левити 24 глава 16 стих, вели: оној кој ќе похули на Бога да биде убиен, да биде каменуван. Секој што хули на Бога, без разлика дали е придојденец или тукашен или евреј. Значи секој што хули на Бога треба да биде каменуван. И тоа беше главното обвинение на Исус, хула на Бог. Значи Исус вели: Син Божи, јас сум. Значи себе се изедначува со Бог. И тоа било главно обвинение. Но Исус не е осуден на смртна казна заради богохулие. Тоа треба ние да го знаеме и да го разбереме. Исус не е осуден на смрт заради богохулие. Туку зошто?
заради вистината. Заради што она на вистина е. Тој е Божји син. Тој е јас сум. Исус не хулеше, Исус се кажа вистината. Исус е распнат заради вистината. Други хулеа. И тоа ќе го видиме. И Пилат овдека повторно ја поништува одредбата од 30 година и вели убијте го вие. Но зошто го прави тоа? Зошто? Во Матеј видовме како ги мие рацете. Како што рековме и вие сте вели виновни. Не јас чист сум сега, ама вие убите. Ама има една поголема причина. Не е за Пилат да биде чист, па евреите да ја извршат смртната казна. Има поголема причина. Ајде да го прочитаме овој дел од 14 стих. А беше ден на подготовка за Пасха. А беше ден на подготовка за Пасха. Ниеден обид на Пилат не му успеа. Зошто? Бидејќи беше ден на подготовка за Пасха. Кој ден е тоа? Петок. Значи, цело време ние, од кога Исус влезе во Ерусалим, што зборувавме? Дека Исус гледа кон петок. Гледа кон петок. Тие никој не знае, Исус знаеше. Денот е петок. Петок. И затоа треба да биде распнат Исус. Евреите, своите осуденици, ги беселе, ги каменувале, дури и ги сечеле со пила, ама не распнувале. Затоа тие го носат кај римјаните. Римјаните распнувале. И видите што викале, земи, земи, распни го. Точно така мора да биде. Распни го. Петок. Исус претходно што им велеше? Исус го предскажа и ова. Претходно им велеше. Кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе сознаете дека тоа сум јас. Јован 8:28. Јас сум. Тоа е таа порака. Тоа е таа љубов, тоа е тој крст. Тоа е крст. Така ќе ги привлече народите, како што Мојсе ја подигна змијата во пустината, така ќе биде издигнат синот човечки и секој што ќе поверува во него, ќе се спаси. Нема да загине, ќе има живот вечен. Ете, тоа е крст. Тоа е Евангелие. Значи, Исус, гледаме дека не богохулеше кога себе си изедначи со таткото и се нарече јас сум. Богохулеа точно верските водачи. Тие богохулеа. Да го распнам ли вашиот цар? А тие што одговори? Ние немаме цар, освен Кесар. И после светот се чуди што се му се случува на евреите. Видовме минатиот пат. Неговата крв на нас и на нашите деца, а сега немаме цар, освен Цезарот. Тешки изјави. Изјавите имаат последици. Одлуките имаат последици. Тоа важи и за нас. Што зборуваме, што изјавуваме, какви одлуки носиме. Да пазиме како луѓе што зборуваме. Многу луѓе даваат некои изјави, па после велат, ама јас сум таков. И потоа се случува ова, она. Ама сето тоа се последици. Значи да внимаваме што зборуваме и што изјавуваме. И тогаш Пилат го предаде да биде распнат. Но за крај ќе прочитам еден текст од Исаија, што зборува дека тие богохулеа. Повторно одиме во Исаија, сега во 33 глава. Дваесет и вториот стих. И таму вели: зашто Господ е наш судија
Господ е наш законодавец, Господ е наш цар, тој ќе не спаси. Па како нема е цар? Кога овдека вели Господ е наш цар, тој ќе не спаси. Тие богохуле. А Пилат кого го суди? Пилат го суди врховниот судија, го суди законодавецот, на кого ќе му се поклони секое колено. Буквално секој човек. Тој е судија. Тој е праведен судија. Пилат него го суди. И за заклучок, пак она прашање. Што да направам со Исус наречен Христос? Прашање за сите. Што со него? Кој е Исус? Ајде да речеме вака, дека некој човек застанал на една раскрсница и сега од сите страни има минувачи, без разлика кој од каде доаѓал и каде одел, го вперувал прстот и верил виновен си, виновен си, виновен си, виновен си. Виновен е. И луѓето што посматраат одоколу, што би рекле? Тие би се изненадувале на реакцијата на овие луѓе кои минуваат. Виновен. Тоа е исто кога некој ти доаѓа и ти вели морам да ти кажам нешто сериозно, но немој да се лутиш. Виновен си за ова. Или грешиш за ова. Ајде, вината е грев. Вината е најголем проблем. Која е реакцијата? Ќе видиме и тоа. Што правиме ние со таа вина, со тој грев? Луѓето често носат маски на себе. А најчесто за тоа стои гревот, стои вината. Дури и позади некоја нагласена духовност, најчесто позади незе е вината или гревот. Кога некој сака да се истакне пред другите, дека е подуховен, дека е нешто нешто нај, тоа за тоа стои вина и грев. Со тоа се прикрива. Ние се раѓаме со наследен грев. Еве, грешен сум веќе роден, во грев ме зачна мојата мајка. Псалм 51:5. Потоа низ нашиот живот собираме субјективна вина. Не сме сгрешиле ние, сгрешил друг, ама ние се чувствуваме виновни. Може би не можеле некако да реагираме, ама не сме реагирале, не сме сгрешиле, ама се чувствуваме виновни и валкани од тоа за цел живот. И тоа е таа субјективна вина. Објективно не сме сгрешили, ама така се чувствуваме. И постои објективна вина. И секогаш кога ќе го прекршиме светиот Божји закон, ние се чувствуваме виновни. Секогаш кога ние ќе го прекршиме. Тоа е таа објективна вина. А дали знаете зошто? Така се чувствуваме бидејќи сме виновни пред Бога. Виновни пред Бога. Павле во Римјаните вели, сите сгрешија, ама баш сите. Нема ниту еден праведен. Видете Римјаните 3:23, 5:12, вели сите сгрешија. Значи нема човек што нема сгрешено. Сите се виновни. И затоа има страв, има немир. Вината, тоест гревот, е проблем. Страв не е простено. Тука е проблем. Стравот од овој голем судија. За разлика од тоа, на луѓето што му е простено, тие се мирни. Тие се мирни. И точно, кога оној човек на раскрсницата вели виновен е, на оној кој му е простено, тука е изненадувањето на таа реакција. Тој е мирен. А оние што не му е простено, тие се плашат. Значи имаме две реакции.
Гледате колку интересно. Вината е голем проблем. И гледајте сега каде одиме со ова вино. Јас не наоѓам никаква вина во него. 3 пати тоа Пилат го рече. Па зошто го предаде? Зошто го бичуваш? Зошто крсти? Зошто? Значи сите други се виновене, а овој човек не е виновен. Јас не наоѓам никаква вина во него. Сето тоа се случи затоа што Исус, тоа е за оние што ќе го стават нивниот живот во негова доверба и целосно ќе го подредат својот живот на Исуса Христа, врховниот судија рекол, не наоѓам никаква вина во него. Не наоѓам никаква вина во незе. Значи, оние кои со вера целосно го подредуваат својот живот на Исуса Христа. Бидејќи Исус беше и мораше да биде совршена жртва за нас, несовршените. Тој беше праведен за нас, неправедните. И тоа е таа замена, тоа е таа трансакција на крстот. Најголемата трансакција во светот. Тоа е Евангелието. Тоа мораше да се случи. Планот оди понатаму. Се за да се спаси човек од гревот. Да му се прости гревот. На оној кој со вера ќе го подреди својот живот на Исуса Христа. И сега како да се ослободиме од гревот, од вината? На кој начин? Луѓето што прават најчесто? Најчесто е потискаат или ја прикриваат под тепих. И затоа страф. Бидејќи се крие. Втора работа, што е уште може би почеста, е префрлање на вината. Жената што ти ми ја даде, таа е крива. Не само таја дека е крива, него ти ми ја даде и ти си крив. Само јас не сум виновен. Секогаш е некој други виновен. Значи, тие две работи се најчести. Или се прикрива, или не бев јас, другиот беше. Но има само еден начин како можеме да се ослободиме од вината и да дојдеме до нашата најголема потреба. И сега, која е наша најголема потреба? Некој би рекол богатство, љубов, мотивација, прифатеност, да биде прифатен од луѓето, помош. Но не е тоа, не е љубовта, не е помошта, не е богатството, не е мотивацијата. Наша најголема потреба што е? Наша најголема потреба е опростувањето. Опростувањето на нашиот грев. А тоа е единствено можно преку совршениот живот, совршената жртва на крстот, смртта и воскресението на Исуса Христа. Само тој може да не спаси. Затоа треба да имаме целосна доверба и цврста вера единствено само во Христос. Без никакви примеси додатоци. Бидејќи што и да додадеме, го намалуваме она што е перфектно и она што е совршено во жртвата, животот, смртта, воскресението на Исуса Христа. Да се молиме. Татко Небесен, семојкен Господе, Ти благодариме за Твојата милост, за Твојата љубов, за Твојата совршена жртва, за нас грешните. И Те молиме да ни дадеш сила, да Те прифатиме со цврста вера и точно со прифаќање да одговараме на тоа прашање. Што да направам со Исуса, наречен Христос? Дај ни сила, отвори го нашиот разум, да го прифатиме за наш Бог, за наш Спасител, а со тоа да ги добиеме и придобивките, со тоа што ќе бидеме посинети, што ќе добиеме вечен живот, Господе. Ќе ни бидат опростени гревовите
и така ослободени од сите наши товари, ќе живееме не само овде на земјата, туку и во вечност. Те молам, Господе, за секој еден од нас, што те прифатил за Спасител, ти зацврсти го во верата и води го по твојот пат, да може да ти служи тебе со целата своја душа, целосно да се предаде на тебе. Но оние кои се уште не те прифатиле, Господе, нив омекни му ги срцата, стави му во нивниот разум да те прифатат за свој Спасител. Бидејќи спасението доаѓа само преку жртвата на Исуса Христа, кој пострада на крстот за нашите гревови. И така, Господе, да можат и тие, ослободени од сите товари, од сето бреме на овој живот, од сите гревови, да станат Твои деца. Уште еднаш, Господе, се молам за овој град, за овие луѓе кои не те познаваат, а се номинираат како христијани. Ти помогни да те спознаат, Господе. Се молам, Господе, за службите денеска, на секаде во светот, каде што се проповеда Твоето Слово, тоа да допре до што повеќе луѓе, што повеќе души да се спасат. Уште еднаш се молам и за оваа наша заедница, ти води ја, ти управувај со незе и ти зацврсти ја во верата. Се молам и за болните, ти исцели ги, Господи. Дај му физичко здравје, но пред се духовно здравје, духовна сигурност и вера во Тебе. И оваа недела која предстои, Господи, ти биди со нас каде и да сме, да бидеме светлина во овој свет, зрак на надеж за многу луѓе. Ти води не во нашиот живот. Се да биде според Твојата волја. Во Исусовото име се молиме. Амин.